Слушай, да пробвам. Dobro dojdохте в още едно издание на емисията Гостин в студиото. Овой път наша денешна гостинка е госпожа Виолета Труска. Сега прашваме за незиният последен хит, како таа се чувствува откако го направи последният хит. Можем да ви кажем дека прилично ми беше големо задоволство и голема чест ми е што ме викнавте овде да снимам. Со вас и на сите наши гледачи да ви посакам пријатен ден и секогаш следете ова емисија бидејќи задоволството да настапувам за вас посебно ме води во животот. Сега да запрашаме нашата гостинка како се чувствува со најновите парфеми што ги рекламираше на телевизија, а тоа беше колекција Puff Foundation. Да ви кажам дека многу големо задоволство ми беше таа колекција да ја насекаде кажувам затоа што има посебно влијание под мишки, зад мишки и ова секаде јас си ставам и има многу големи посетители, многу луѓе што ме обожаваат. Извинете, секам сакам да ве прашам дека последниот паток снимивте многу големи хитови надвор од државата. Што ќе кажете за вашиот последен хит и со кој хит ќе се представите овој пат? Посебно задоволство ми е дека имам секогаш обожаватели. Гледате зад мене, многу ме обожаваат. Многу ми е гордост. Многу, дори толку убаво ми доаѓа, што просто не сум свесна. Секаде така ме пратат по градот. Мој последен хит беше... Сепак ќе ви го кажам, македонско девојче, мислам дека тој не умира. Добро, за нашата емисија, дали ви можеле да го испеете тој хит после, бидејќи нашите гледачи многу го обожаваат. Повелете, испејте го. Македонско девојче, китка шарена, во градина набрана, даре подарена. Дали има на овој бели свет поубаво девче од Македонче? Ви благодарам што сепак одвоивте време да дојдете кај нас и на нашата емисија да ја придадете посебно значење. Да ќе се гледаме во следните емисии. Дали ветувате дека пак ќе дојдете, што ќе го снимите последниот ваш хит? Да, јас ветувам од се срце и посакувам на сите жени да се борат против рак на дојка. Покажете ве молам на вашите дојки. Ви благодарам на вниманието, а веднаш после рекламите се враќаме пак во студиото.